Во свет каде што иднината се повеќе зависи од одржливи решенија и сигурно производство на храна, земјоделството добива нова стратешка улога. Тоа повеќе не е само традиција, туку наука, иновација и клуч за опстанок. Токму на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје се градат кадрите кои ќе одговорат на овие предизвици. Храната е клучен и неопходен ресурс за човештвото, односно ресурс без кој што човештвото не може да опстане, а земјоделските науки се основата за нејзино одржливо и квалитетно производство. Практичната настава е составен и задолжителен дел на студиите на нашиот факултет, преку која што практично нашите студенти имаат можност сите оние теоретски стекнати знаења во текот на студиите да ги приточат, односно да ги применат во пракса. За таа цел факултетот има склучено договори, односно меморандуми за соработка со повеќе од 200 компании од земјоделско-прехранбениот сектор. Меѓутоа, исто така, факултетот има склучено договори или меморандуми за соработка и со сите релевантни институции кои што делуваат во областа на земјоделството и храната, каде што нашите студенти имаат можност за реализирање на оваа практична настава. Земјоделските науки одамна не се само работа на нива. Тие денес вклучуваат иновации, наука, технологии и директна примена во индустријата. Сметам дека оваа професија има иднина, затоа што е благородничка професија и храната е неопходна за секое општество пред се и во нашата држава има недостаток за стручен кадар во оваа професија. Практичната настава е клучен дел од образованието. Студентите учат преку реална работа и директен контакт со индустријата. Практичната настава е од најважните работи во студирањето. Да, ние имаме редовно практична настава. Најчесто одиме на опитното поле од факултетот, кој е во Долно Лисиче, каде што заедно со професорите поставуваме опити. Исто така, често посетуваме и компании кои се во земјоделскиот сектор и кои соработуваат со факултетот, каде што се запознаваме со работата и се запознаваме со нашите идни работни места. Освен знаењето, студентите добиваат и поддршка која им овозможува полесно да се фокусираат на својата иднина. Пред околу 5 години Министерството за образование и наука воведе така наречени наменски стипендии, кои што се доделуваат на студенти кои што студираат на факултетите од областа на земјоделските, шумарските и ветеринарните науки и кои што стипендии се доделуваат на најдобрите студенти кои што ќе остварат просечен успех во текот на студиите од најмалку 8,00. Право да аплицираат за оваа стипендија имаат студентите од втора и од погорните студиски години. Можам да кажам дека нашите студенти се едни од можеби најактивните корисници на овие стипендии. Финансиската поддршка на студентите им е особено важна поради тоа што во текот на студирањето им покрива одреден дел од трошоците и исто така представува како поттик и мотивација за понатамошно унапредување и во текот на студирањето. И мислам дека е мал дел од тоа дека секој труд на крајот од денот се вреднува. Младите се уверени дека оваа професија не само што има иднина, туку е клучна за развојот на општеството. Мојата приказна започна уште кога бев матурантка и кога размислував во која насока да го продолжам моето образование. И на телевизија слушнав вест за небезбедна храна која што била тргната од пазарот. И реално до тој момент јас не сум размислувала на таа тема, бидејќи за тоа биле задолжени моите родители, но тогаш се разбуди љубопитност кај мене и си ги поставив прашањата кој ја контролира храната пред да стигне до потрошувачите, како се прават тие анализи и пред се како ние да произведеме квалитетна и безбедна храна. Тргајќи по тие одговори најдов на Факултетот за земјоделски науки и храна и како што разгледував студиската програма, сватив дека тоа е областа во која што јас се пронаоѓам. Подоцна го посетив факултетот, разговарав со студенти и професори и сватив дека тоа е патот по кој што сакам да чекорам и дека тука се наоѓаат одговорите на моите прашања. Професија што создава вредност
знаење што носи промени и кариера што има вистинско значење. Земјоделството денес е инвестиција во иднината.